Пред новогодишните празници Дедо Мраз пристигна во основните училишта и градинките во Прилеп. На дечињата и на учениците ќе им бидат поделени над 2000 новогодишни пакетчиња. Дедо Мраз го придружуваше градоначалникот на општина Прилеп Маријан Ристевски и представници на локалната самоуправа. Дечињата пак за возврат одржаа и пригодни свечени програми. Дел од нив ги кажа и нивните новогодишни желби, но и што сакаа да станат кога ќе пораснат. Сега јас ќе прашам кој ќе порастите големи, кој сака да биде на пример учител или учителка во школата. Што сакаш учител? Ајде да слушаме. Кој ќе порасти некој да не сака да биде директор. За сето ова да биде добро организирано, локалната самоуправа се потврди да се потруди да купи околу 2000 новогодишни пакетчина кои ќе бидат доделени на нашите најмали, меѓутоа во текот на наредниот период ќе бидат посетени социјални фамилии низ градот и други целни групи. Дечињата посака среќно ново лето 2016, сите деца да растат во топол дом, во хармонични семејства, да остваруваат добри резултати, одлични резултати во однос на образованието. Германската амбасада денеска за 4 градинки во Прилеп донираше и 4 фриждери според највисоки стандарди за чување на храната. Донација во износ од 5600 евра. Целата идеја за овој проект била на родителите на дечињата. При тоа, секогаш сме многу среќни кога за овие проекти ќе наидеме на партнери од доверба, на кои што можеме да се потпреме и кај што сме сигурни дека истите тие ќе се грижат за нештата кои што сме ги донирале на еден подолг временски период. Од локалната самоуправа истакнаа дека Германија е помеѓу еден од најголемите донатори, не само за Прилеп, туку и за Македонија, преку која досега се реализирале голем број на проекти. Германска амбасада е еден од приоритетните партнери на општина Прилеп. Само да напоменам неколку проекти. Водоснабдувањето беше решено резултат на поддршката од германската влада преку КВВ банката. Исто така имавме еден крупен и капитален проект, реконструкција на германските гробишта во градот. Е еден од најголемите проекти кои се одвиваат на територијата на Република Македонија, тоа е пречистителната станица, вредена негде приближно 30 милиони евра. Делењето на новогодишните пакетчиња за децата ќе продолжи во наредните денови.